Владата ќе ја разгледува можноста за намалување на времето на исплата на откупеното грозје од страна на винариите. Одлуката доаѓа од како владини представници се сретнаа со тиквешките лозари, кои им посочија дека исплатата на грозјето доцни. На овој начин ќе се зголеми поддршката за лозарите. Измените предвидуваат наместо за 6 месеци, грозјето да се исплати за 3 месеци. Работиме на нов текст на законот кој што ќе значи двојно скратување на рокот за исплата на откупеното грозје предадено во откупните предпријатија или во винариите, како што е сега согласно сегашното решение за 6 месеци, ќе предложиме решение кое што ќе се однесува на максимум рок за исплата на 3 месеци од денот на откупот на грозјето. Тоа е во интерес и на лозарите, меѓутоа во интерес и на винариите. Мора да имаме задоволни земјоделци и лозари, за да имаме поквалитетно производство. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство велат дека поддршката за земјоделците ќе продолжи и оваа година. Најголем дел се однесува на исплатата на субвенциите. Според процените, за минатогодишната реколта досега се исплатени околу 8 милиони евра за субвенции. Ќе продолжиме и понатаму да исплаќаме субвенции редовно на годишна основа. За реколтата 2015 веќе се исплатени субвенциите во износ од 8 милиони евра на 15.200 баратели од поднесени 17.400 барања. Останатите околу 2000 барања се во постапка на исплата, односно потпаѓаат под регуларната и редовна процедура на контроли кои што треба да ги изврши платежната агенција и по целосно завршување на процедурата и тие 2000 лозари ќе бидат исплатени. Можам да кажам дека во изминатиот период од 2008 година па до 2015 година за лозарите севкупната поддршка од страна на владата изнесува 75 милиони евра. На лозарите им стојат на располагање низа владини мерки. Меѓу нив мерката 50-50 за набавка на нова механизација и субвенции за подигнување нови лозови насади.